изборот на средното училиште во кое ќе продолжат учениците по завршувањето на своето основно образование најмногу зависи од перспективата на струките и образовните профили, но и од условите кои ги нудат самите училишта. Постојана побарувачка на пазарот на трудот има за медицинските струки, а овој пат колешката Силвана Бојчева зборува повеќе за изборот на лабораториско-санитарен техничар. Оваа година запишуваме 4 паралелки во здравствената струка, од кои што 2 се во медицинско-лабораториски санитарен техничар, една паралелка е за фармацевски техничар и една за болничар или неговател. Медицинско-лабораториски санитарен техничар. Тоа е 4 годишно стручно образование. Примерно ќе биде венепункција, односно вадење на крвта кај пациентот и нели нормално испитување. Подоцна земање на бриз од носот и од грлото, испитување на сите биолошки течности во човековото тело. Исто така, во самата наставка медицинско-лабораториски санитарен техничар од пред 6 години имаме додаток санитарен, бидејќи овие техничари се занимаваат и со самата санитација. Што значи тоа? Тоа значи испитување на храната, водата и на почвата. На почетокот, во првата година се соочуваат со учење на анатомија и физиологија. Тоа се предмети каде што најпрвен го запознаваат човековото тело, односно анатомија ја изучува градбата на човековото тело, а додека физиологијата нејзините функции. Напоредно се учат сите системи и по предметот анатомија и по предметот физиологија. Плюс тука во првата година имаме предмет систем на здравствена и социјална заштита, каде што на учениците се познаваат, односно ги запознаваат примарната, секундарната и терциерната здравствена заштита, потоа изучуваат за некои историски болести кои што биле во минатото, пандемии, епидемии и паралелно на тоа ги изучуваме новитетите во медицината, во делот на медицинско-лабораториски санитарен техничар, во делот на фармацијата и така натака. Исто така, по овој предмет ги изучуваат своите права како пациенти, но и правата како здравствени работници. Подоцна, во втората година, во овој смер се задолбочуваме веќе во медицината, имаме предмети како што се микробиологија, предмети како што се дезинфекција, дезинсекција, дератизација, тоа е веќе предмет од самата санитација, предмети како што се патологија, која што ги изучува нарушувањата на сите течности во човековото тело, и додека во самата микробиологија учениците имаат можност да ги изучуваат микроорганизмите, како всушност тие се поделени, правилно да микроскопираат, да ги научат техниките на микроскопирање, да ги знаат боењата на нели кои што постојат и со кои што нели се откриваат самите причинители кај пациентот доколку нели има некои заболувања, како што кажав, самите техники на боење и така натака. Тука исто така се изучува самата дезинфекција, самата стерилизација и продолжувам со предметот дезинфекција, дезинсекција, дератизација, кој што всушност е предмет од самата санитација кој што ја изучува темелно дезинфекцијата, како се изведува таа, поимот на сепса, поимот на стерилизација, кои што се многу битни во самата медицина, многу битни во самата болница, во самата лабораторија, порасна поимот на дератизација и на дезинсекција, за да не настанат некои заболувања. Исто така, како работна задача на овој медицинско-лабораториски санитарен техничар е да се грижи за самата превенција, да не настане некои заболувања, да не настанат некои епидемии и пандемии, а сето тоа може да го прави со помош на промоции, со помош на некои предавања и така натака. Ние исто така практичната настава во овој смер изведуваме во нашето училиште, како што може да видите, се што работиме во теорија го изведуваме и во практична настава. Значи секоја манипулација тие изведува дали ќе биде венепункција, дали ќе биде испитување или земање на бриз од грло или нос, или испитување некои други биолошки течности, сето тоа го гледаат и на практична настава.
Исто така имаме вклучено меморандуми со доста болници, низ и лаборатории, каде што учениците одат на практична настава веќе во трета и четврта година. Тоа е друг предмет кој што се нарекува учење кај работа преку работодавач, трае 20 работни дена во текот на летниот распуст како феријална пракса, а во текот на школската година тој нели тече како под називот учење преку работа кај работодавач. И е еден ден во нели неделата каде што децата се во таа болница или во таа лабораторија и сосема се насочени кон практичната настава. Најпрво се роди некоја љубов кон медицината, потоа и кон сите истражувања што се случуваат во лабораториите. Најинтересно е секако земањето на крв, што го гледаме на пракса. Практичната настава е многу битна, бидејќи сета теорија што имаме изучена, преку пракса се претворува во вистинско знаење. За сега јас би сакала да продолжам на високо образование, но ако се предомислам во меѓувреме, секој дека можам со 4-годишно образование од мојата струка веднаш да се вработам во некоја лабораториите, но не само во болниците, туку ми се отворени многу повеќе работни професии. Желбата од малечка, од секогаш сонував да бидам нешто во медицинскиот смер, дали тоа би било фармација или како што сум сега во оваа струка лаборант. Мислам дека е доста поинтересно и нуди многу можности. Најинтересно е дефинитивно процесот на вадење на крв од пациентите и секако испитувањето, анализите и сите тој процес. Понатаму секако дека би сакала да завршам некој повисоко образование, но дефинитивно би се определила во овој смер. Значи, сигурно нешто било медицинско. Нашите ученици се спремни да излезат на пазарот на трудот, така да со завршувањето на 4-годишното стручно образование се директно можат да се вработат во некој од лабораториите. Од оваа здравствена струка се запишуваат на медицинскиот факултет, ги одбираат и 3-годишните студии, дали ќе биде дипломиран лаборант, дипломирана медицинска сестра, можеби и дипломиран логопед, тоа зависи нели од нивната желба првенствено.